Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Епа да, пак сме. Каде? Во мојата емисија. Шери, што ќе готвиме денес? Шери, се знае кој е Шери, мојата омилена половина. А што ќе готвиме денес? Тоа е големото прашање. Прашањето е, што ќе готвиме денес во фрижидерот. Ете, што имаме на располагање. Овде. На Андреја имам кобасици. Што ќе земам со тоа? Кобасици. Земам малку од бамја овде што ми е. Малку модр патлиџан со тоа комбинација добра. Млад кромит, обавезно, со тој млад кромит без него не можам ништо. Ќе земе една убава пиперка, потие сезоната на пиперките и шампиньони. Ете имам шампиньони овде. Ете тоа ќе направиме. Так. Ова супер. Мислам да земам уште еден. Домат. Имаме намирници во фрижидерот. Многу сакам, но ти е убаво снабден, така се кажува. Сега ми треба уште еден сос. Ќе земам овде од подравка една блага салса. Блага салса со тоа, со кобасиците. Мени треба уште нешто. Што да ставам уште како гарнир? Ајде. Мислам од имам, имам овде ориз. Ќе земам малку ориз. Ајде да почнеме да го вариме оризот. Тоа е нешто што ми треба најповеќе време да го свариме оризот. Ајде. Вода, како со тестенини, без вода ориз не се вари. Му треба вода. Ајде. Овие се лесни, се во кеси. Ги ставате во вода, се врие водата, чекате 10-15 минути, оризот е спремен. Ајде, ќе оставиме тука да почне да се топли водата. Вуаля, максимално одиме топ. Што му треба во водата? Му треба малку сол. Одлично. Ова ќе чекаме. Хопс, ајде, имаме салса, шампиньоните, пиперка, млад кромит, модор патлиџан, домат, малку бамја што имам овде во фрижидер и кобасици. Ги сакам јас овие кобасици. Овие кобасици, ви кажа, овие малку ми се стил на овие мароканците што ги прават мергес. Мергес и шпанците многу го потребат това мергес. Јас имам еден поклон што ми дојде од Беко. Тоа се вика air fryer. Ќе ми биде малку тешко, оти на вистина, верувајте ме, за мене е прв пат што ќе готвам со air fryer. Се кажува, оти со air fryer се готви без додаток на мрсно, на масло, на путера, на какви ствари. Епа, хајде, ќе видиме. Гледате што направив сега, ги ставив кобасиците директно на картија. Да не правиме сега, имате подлога од како стил на тефлон, што не се лепи и све, ама за да го држиме чисто, и ја мислам оти убаво ќе се готви вака, му додавам картија и ајде, ќе го ставиме да се пече. Лесно, тајминг 190, 15 минути. Хајде, тераме. Да гледаме како ќе се готви, ќе видиме што ќе биде. Сигурен сум оти ќе биде врв. А ние продолжуваме. Водата се топли. Да почнеме да правиме гарнир. Имаме шампиньони тука. Шампиньоните ќе направиме убав микс од зеленчук. Мислам оти со 2 шампиньони ќе ни биде доволно. Да, малку од млад кромит, тоа заедно комбинација, многу си ја сакам. Јас на вистина обожавам да готвам и со лук, и со млад кромит. Лук, го имаме овде, лукот. Пиперките, бамја, малку ќе ги измијам. Валя. Бамијата малку е посебна, така е малку лигавка, така. Многу ја сакам и убаво се меша со овие намирници. На вистина бамијата ја имаме само краток време во сезоната. Сега го имаме на располагање. Епа, ајде да го готвиме. Вуаля. Ова. Оставаме да се топли. Водата е при крај. Кога ќе биде завршено, ќе го ставам позади. Оризот ќе продолжи да се вари. А ние ќе продолжиме со нашите намирници што се тука напред. Јопс. Да ми треба
Вака, да се работи чисто. Секогаш го кажувам во кујна, мора да работите чисто. Ако не, бришите, правите секогаш да вашата даска да биде најчиста. Ова го вадам. Шампиньоните, окей, бамијата. Ке почнам да сецкам. Вака, на мали пашиња. Мислам оти крајот јас не го ставам. Ако се употребува, јас мене не ми се допаѓа. Така. Многу лесно, многу брзо. Бамијата се кажува има многу витамини, има многу убави состојки што се добри за здравието. Тоа бамијата се употреба во овој регион. Јас да ви кажам право во Белгија, бамија никогаш не видов. Имам слушнато, ама никогаш немам употребено. Така. Ке ставиме малку бамија, ете вала, доста е. Мислам оти бамијата, ке му ставиме малку зејтин, да се пропржи. Исто, така, ке почнеме со ова. Како оди позади фрајерот? Ајде да зедниме малку. Како да оди, Убаво, супер, ајде, нека си работи. Една рака, лесна. Мене ми одземува, како да кажам, место на шпоретот, си ги ставаме позади, фрајерот си ја прави работата сам. Ете малку пиперка, ситно сецкана. Да, овде водата, полека. Оди на температура, супер. Ајде, ова се прави, исто малку млад кромит, мислам оти со 2 парчиња млад кромит ке ни биди доволно. Многу сакам такви комбинации од зеленчук, од кромиче, од такви, навистина, секогаш го кажувам, во Македонија имаме богатство. Имаме полно овошје, полно зеленчук на располагање. И тоа мора да се употребува секој ден. Има една реченица, се кажува така во Белгија, сигурно се кажува тоа и во Македонија, оти ни треба минимум секој ден 5 овошје и 5 зеленчук. Минимум да јадиме, за да бидеме во добра состојба, во добра кондиција, во добро здравје. Ете така. Овде ги имаме директно сите. Имаме бамја, имаме млад кромит, имаме пиперка, имаме шампиньони, ќе му ставиме малку од модриот патлиџан, ќе му ставиме малку од доматот и тоа ќе ни биде комбинација врв, полна со витамини. Океј, пола ќе ми биде доволно. Да не заборавиме, двајца сме, не јадиме толку голема количина. Така, вала, ова ќе осечам на коцки, за да биде полесно да се подпекува. Така, како убаво е се. Ова е така, супер. И сега коцки. Одлично. Исто тоа оди во тавата. Полека, све почнува да се подпекува, а јас оризот ќе му правам место овде позади. Така. Да продолжи да врие позади, за да можам полесно да печам овде напред. И да направам сосот. Обавезно. Ајде. Ова се подпекува, уште малку зејтин. Така. Шампиньоните упиват зејтин. Модриот патлиџан упива зејтин. Мора да се додава текот на готвењето малку од зејтинот. Така. Вала. Браво. Каква убава комбинација. Многу ми се допаѓа. Топ. Мислам да му додаваме малку од лукче. Ова е лук во прав. Не знам дали приметивте, ама во голем дел од јадењата го употребам. Многу ми е лесен, многу ми е убав, навистина топ. Малку сол. Така. И. О, како убаво мириса, ми треба малку бибер. Така. И ќе му ставиме, знамо ти имаме медитеранска мешавина овде. Многу добра ова. Ајде. Така. Топ.
Пазиме. Хоп. Едно парче и пазиме. Тука. Ето. Ова е. Супер. Водата овде слушамо ти многу врие, ќе намалиме, така. Океј? Перфектно. Това океј, ова океј. Ефраерот да видиме. Океј, под контрола. Гледам, уште 8 минути. Иде. Топ. Ќе можеме сега да топлиме сосот. Така. Зедов сос блага салса. Блага салса од Подравка. Во незе ќе додаваме малку. Што имам овде? Имам розмарин, свеж. Днес ќе ставам едно стапче. Така, стоп. И ова. Така. Ќе му ставиме малку маслиново масло. Чисто малку да се пропржи розмаринот и да му дава убав шмек на сосот. Ова зеленчукот треба да пазиме, ќе навистина го ставив на јака температура, ќе го намалиме, вуала. Океј, ова е океј. Ова. Го видите зејтин? Го подпекувате како розмаринот, во зејтинот мирисот од розмаринот се меша, сега ќе му додавам сосот. Вуала. Благата салса, сега ќе се топли полека. На крај малку сол, малку бибер и ми само ти ќе бидиме добри. Имаме сос, имаме зеленчук, ова све се печи, а ние се гледаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Како ви кажав, све овде убаво ме мириса. Ова е при крај. Да го вадам, ќе го додавам после да се направиме, да не ми изгори на крај. Сосот е топ. Му додадов малку маслиново масло, што го загреав со розмарин. Тоа му дава посебен шмек на сосот ова салса, блага салса од Подравка. Одлично. Така, ама ми само ќе треба да му додаваме малку сол. Ќе му ставиме исто и медитерански зачини внатре. Сакам кој е мешани вкусови така. Едноставен вкус е убаво. Океј, ама поентата во кујната е за да устата да ви се шетат сетилата, да ви се шетат вкусовите. Секогаш кажувам, кога јадете треба да има 3 вкусови. Првиот, кога го јадете, кога го ставате во уста. Второто, кога го џвакате, кога го имате во уста. И третиот, тој што ви останува, кога голтате. Мора да уживате кога гответе и кога јадете. Ако ги немате трите, тоа е, како кажам, начини да чувствувате храна кога гответе, џабе, за жал, навистина немате таа уживанца што треба да имате кога уживате во готвењето. Затоа се додаваат зачини, се додаваат мириси и такви ствари, за да стигнете до таа комбинација. Ние сме при крај, гледам овде ова и окей, мене ми е ова, уште малку и спремни се, многу лесно овај апарат, навистина. Мислам ти овде оризот, исто сме при крај, да видиме уште малку, оризот ни треба уште малку време, мислам ти ќе стигнеме за кратко време. Зошто да не направиме нешто уште додаток плюс? Што можеме да направиме? Мислам. Со тоа, гледам да направиме на мала салата. Зошто да не? Гледам оти имам зелка овде на располагање, малку зелка, малку пиперка, да направиме на страна на мала салата. Ајде, имаме време. Зошто да не? И ќе сервираме тоа со јадењето. Ќе го облажи јадењето и ќе имаме убав гарнир. Зелката, навистина ова сезона, имаме секаде. Ситно сецкана,
Хъпс. Овака. Не ни треба много, чисто така да имаме како гарнир. Ова ми се допаѓа. Не ми треба ништо повеќе. Да земам еден тањир, тањирче, тука, вуаля. Ова ќе ни биде зелката. Имав домат, што мислев да го ставам во тањирот, па не. Ќе го ставам на страна. Ја го измијам прво. Така. Опс. Валя, ќе го сечам на парче на крупчиња и ќе го ставам околу зелката. На крупчиња, пола крупчиња. Малку се збрзав и ќе го ставим вака. Ете. Од една страна. Валя. Другата страна. Пола, за мене, пола за мојата чери. Така. Овде. И пеп. Супер, неколку парчиња од зелка. Од пиперка. Зелката е тука. Сега пиперката. Валя. Топ, салата за 30 секунди. Јас многу сакам маслиново масло. Така. Малку сол. Малку повеќе. Не знам, солот со доматите за мене е комбинација врв. Малку сол, малку маслиново масло и кило леп. И убаво сирење, навистина. Ако имате убаво сирење дома, тоа добра комбинација. Како сегаш кажам, президент, сите си го имаме во фрижидерот и секогаш е добро дојде. Океј. Салата спремна. Ова спремно. Сосот, кобасиците, гледам уште, 3 минути. Таман, 15 минути во ефраерот, гледам од оризот. И он е таман, ајде, да сервираме. Океј. Бришиме маса. Секогаш максимална игиена. Дали сте дома, дали сте на работа, дали сте секаде каде сте, кога работите со храна, мора да биде игиената на 100% почитувана. Така. Валя. Тањир. Одиме со тањири, ќе видам што можам да ставам. Колбасите се долги, па ајде. Ќе ги земе. Овие ми се допаѓаат. Овие се многу убави. За долги колбаси, топ. Ќе ставиме ориз, сос и се... Вау, ајде. Одиме на сервирање. Ќе почнам со ова мешавина од зеленчук. Така. Океј. Да не ставиме премногу. Ако сакаме, си имаме репете. Секогаш го кажувам тоа. Навистина, имаме навика да ги трупаме тањирите, ама неколку пати не ни се јади толку. Ајде. Сосот е окей, оризот. Таман. Да го оставиме малку да се исцеди. Валя. Многу лесни овие пакети. Навистина, ја олеснуваат работата. Многу го сакам кочанското рис, што го имаме во Македонија. Навистина, он е врв. Кога правите рижото, кога правите гарнир, кога правите пилешко во рерна и све, ама ова е, мислам за јадење така секој ден, многу е лесен. Ете така, тањирче, оп. Така и оп. Сечам на половина и оризот е спремен. Ерфрајерот заврши. Вау! Епа, мислам оти сме добри. Ке ставиме надвор. Така, ке земеме малку од сосот исто. Прво оризот сега.
da go serviram. Kako je ljubav orizot. Taman, vidite, 15 minuti orizot. Ok. Hvala. Odlično. Wow. Ljubavina. Top. Ovo je završeno. Така. Кобасиците. Спремни се. Ми треба една штипка да стигнам до штипката. Имам толку опрема овде, што не можам да стигнам. Така. Штипка, штипка, кај си? Тука сум. Вуаля. Ете. Хоп. Една кобасица. Втора кобасица. Трета кобасица. И четврта кобасица. Вау, топ. Видите како е лесно. Е фрајер. Ставате внатре, тискате на копчето и го заборавајте. И спремно е. Ајде. Сега одиме со сосот. Сосот ќе му ставим малку на овде кобасиците. И ќе средиме. Вуаля. Окей. Сос завршено. Рис завршено. Тавата ја ставаме позади. Потие. Завршено. Поверете. Видов од имам убав босилек овде, што може да ме види како убав гарнир на тајнирот. И тоа ќе види совршеното тајнир за денеска. Мислам, ти сме добри. Шери, што ќе готвиме денес? Па имаме преубава кобасица, микс од зеленчук, убав ориз, сос, блага салса, малку сменета на мојот начин од Подравка и една убава салата. Добар апетит! Шери, што ќе готвиме денес?